Риби, здраво! Добро дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и месец јули. Значи, генерални ќе бидат ова пораки, ќе се однесуваат на многу од вас и апсолутно на сите полиња и аспекти од животот. Велам на сите, затоа што пораката е една, но може да се разбере на повеќе начини. Затоа вие, ако чуете нешто што ви значи, нешто што го препознавате, обидете се да го преведете, да го интерпретирате онака како што соодветства вашиот живот и да му го најдете местото. Дали е љубов, дали е работа, дали е дом, семејство, кариера, значи апсолутно се. Ќе зборуваме за се. Пред да започнеме, да ве потсетам, не заборавајте, заследете на каналов, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, буквално се, и за најверните наши следбеници ќе има подарок, бесплатно тарот толкување, бесплатно лично тарот толкување. Ајде сега да видиме јули за вас рибите што носи. Еден дел од вас, вие сте, ова веќе е завршено, значи од делот од минатиот месец, минатите неколку месеци, нешто такво, те добиле некакви пораки, некакви насоки, некакви навестувања. И ова што сте го добиле, знаете дека носи голем товар со себе. Товар во смисол ментален товар. Сега ве чека многу работа, сега ве чека околу ова што сте го дознале, што дошло. Ве чека многу мислење, многу ментален стрес, ментално треба да се истрошите, да вложите, или пак многу расправи донесло. Некакви расправи со некого, некакви конфликтни ситуации донесло. Вие стоите на една, да речеме, совршена состојба тло, вие сте на тоа, вие сте способни, моќни. Меѓутоа, што е проблемот овде? Овде е проблемот што сега немате начин, немате можност, немате метод на кој би реагирале за ситуацијава, во ситуацијава во која сте се нашли. Или пак не го гледате, или едноставно не сакате да си ја чуете интуицијата. Интуицијата вас ви зборуваше од неодамна, значи, постојано нешто во подсвеста вие знаете, ви се врти нешто околу ова, за кое сега зборуваме. Меѓутоа го потискавте или едноставно бевте слепи на тоа и го отфрлавте, не сакате да ја верувате на интуицијата. А во меѓувреме се фокусиравте на нешто друго, не сакајќи да погледнете наоколу, не сакајќи да видите реалната состојба, вистинската слика. Но се фокусиравте на една работа, на едно нешто, на едно нешто во кое веќе развивте нездрава врска со тоа нешто. Премногу се посветивте на тоа, а тоа ве направи да не ја видите вистинската слика, како што кажа. И сега во јули се освестувате, гледате како стоеле работите и ќе бидете разочарани од тоа како другите не се среќни и задоволни од ова што го правите. Нема да наидете на поддршка од другите. Може би затоа и конфликтна ќе биде ситуацијата. Нема да наидете, тие другите едноставно не мислат како вас. Не мислат дека вие одите на прав пат, не мислат дека вие сте победници. Имаат спротивно мислење. Вие постојано се борите да отворите некои врати или да затворите. Значи, зависи на која страна од приказната сте секогаш кога зборуваме за ова. Дури емоции вложивте во ова. Вложивте многу. И физички, и ментално, и секако се вложивте. Постојано се боревте и се борите се уште да отворите некои врати. Се жртвувате до тој степен. Е сега да отворите или да затворите, кажа. Може би па за некои, да затворите некои врати, да не влезе нешто што не треба. Некои чувства, мисли, може би состојби здравствени, како и да е, се може да биде.
се обидувате постојано и во јули ќе го правите тоа. Меѓутоа, она што доаѓа од другите сега, од надвор, од околината, тоа се малку ладни чувства. Другите не ве разбираат, или пак зависи, ако е во љубовта, другите имаат можности. Имаат многу повеќе можности овој пат за избор. И ќе возвратат онака како што се однесувавте вие. Значи, ако вие бевте несвесни за нив, се фокусиравте на нешто друго, ги оставивте, сега и тие ќе го направат истото. За некој од вас, некој ќе се обиде да ве исфрли од нешто. Од некоја игра, од некоја ситуација, од некој момент, ќе почувствувате, може за миг ќе биде, ова може нешто ситно, најситно што може да биде, меѓутоа во некој дел ќе почувствувате како некој се обидува да ве исфрли од нешто. Може би интуицијата ви кажуваше постојано за ова. Кажав, не сакавте да ја послушате. Сега се случува некоја промена, се случува некоја во вас и вие сега, свесни од она што сте го виделе, кажав преска, значи ќе согледате реалната ситуација и сега ќе речете, ајде време е да се работи малку и на ова. Сега, кога веќе се освестивте, да, ќе работите, но ве чека многу труд и многу работа, а сте само на почеток, да знаете. Само на почеток. Меѓутоа, откако ќе се освестите, не се откажувајте, дури тогаш ќе бидете на прав пат. Тоа ќе донесе успех, не сега, подоцна, меѓутоа не се откажувајте. Еден друг дел од вас, ова се малку по тешки зборови, јас жалам што морам да ги искористам некогаш, меѓутоа, тоа е тоа. Вие сакајќи да заштитите нешто свое, нешто во вашиот живот, нешто околу тие кои ви значат, сакајќи да заштитите, вие може да, ова се тие тешки зборови кои морам да ги употребам, вие може да се доведете во ситуација да си ја продадете душата на ѓаволот. Затоа, бидете многу внимателни, во какви води и во какви ситуации планирате да се доведете, поттикнати од желбата нешто да заштитите или нешто да стекнете. Може и да биде тоа. Значи, внимавајте. Многу треба да внимавате. Во љубовта ви кажав, некој гледа дека се дистанцирате и не може да ве разбере зошто се дистанцирате. Или може да се најдете од другата страна на приказнава, вие гледате дека некој се дистанцира, се повлекува. И ова е некој што ви значи, ова е некој кој досега бил во вашиот живот. И некој овде станува тврдоглав, не сака да соработува. А ако нешто прави, тоа не е соработка, тоа се работи кои не се поврзани. Се што прави не ве вклучува вас или вие тоа што го правите не го вклучувате него. И можно е да се повредите периодот, затоа што кажав, проблемот ќе биде дистанцирање. Меѓутоа, ова проблем е што потекнал од порано, не е нешто ново што се случува воопшто. Еден друг дел од вас пак гледам дека ќе успеете да ја добиете помошта која ви треба, која ја барате. Ќе дојде од некој човек
ќе се потрудите, многу ќе треба да се трудите за да дојдете до помошта и ќе дојдете, ќе ја добиете од некој кој е во знакот на во сличен на вас, некој можеби, или пак некој ќе биде рак, или риби, или шкорпија, некој таков. Или вие ќе бидете овде тој што ќе даде помош, ќе бидете од помош, ќе асистирате некаква работа, или пак може да е мало, меѓутоа може да е многу големо, дури ќе представувате за него како ќе ве гледа како Господ, толку многу ќе му помогнете некому. Ова е некој кој навистина не е во добра ситуација, а вие ќе одлучите да помогнете. Или, кажав, секогаш може да бидете на другата страна од приказната, никој што не знаеме. Тоа може само вие да го знаете, нели? Значи, совет за вас периодов е да не бидете, да не чувате превес на очите, никако, затоа што не ја гледате ситуацијата се одвива, но вие не ја гледате. За да не бидете доцна, тргнете го превезот со време и почнете да работите на нештата кои ви значаат. Драги риби, тоа е тоа за сега. До следното видео. Чао, чао!